Резолуцијата на Обединетите нации за безбедност на жените и девојките и зачувување на мирот денес беше презентирана во Штип. Резолуција на Обединетите нации 1325 е резолуција која што е прва од една цела низа на понатамошни резолуции кои се обрнуваат на правата на жените, не само во конфликт, туку и во превенција на конфликтите и во постконфликтни ситуации или постсигурносни кризи. Потребата на образлагање на оваа резолуција на општински нивоа е иницирана од големото присуство на мигранти на територијата на државата. Потребите уште повеќе произлегуваат од една состојба во која што државата се наоѓа, за која што ние немаме влијание, а и како влегува во доменот на резолуција, тоа се бегалската криза од Сирија и голем број на бегалци кои што влегуваат во државата и поминуваат низ државата и следствено на тоа резолуција има многу јасни и специфични одредби што може да се превзема и кои се обврските на државата по однос на тоа. Главни носители на примена на резолуцијата би требало да бидат членовите на Комисијата за еднакви можности. Во секој случај се многу корисни за Комисијата за еднакви можности и јас како координатор за еднакви можности, бидејќи работиме на тематики кои што се однесуваат на жените, секако за наше искуство и за сето тоа да можеме понатаму да го пренесуваме. Тука се поканети и гости од различни институции кои што работат со проблематиката на жените, на девојчињата, така што мислам дека и за нив е тоа добро. Инаку, соработката на женското лоби и Комисијата за еднакви можности од Штип е веќе потврдена неколку пати, преку заеднички активности насочени кон подобрување на положбата на жените во Македонија.